народен став и одлуки кои што произлегува од истиот во однос на тоа како македонскиот народ треба да постапува, да делува во овој момент и понатаму со цел да се ослободи и спаси Македонија и самиот себе си. Тоа беше главната нишка заложба на одржувањето и на вториот конгрес на македонскиот народ за спас и ослободување. И таму во одлуките кои што ги читавме е јасно, значи искажан тој став. И сега ќе го повториме, всушност тоа е јавно објавено и одеше прочитано повторно од Конгресот и сега ќе се задржам на тој дел, значи во соопштението, каде што стои точно, значи начинот на кој што треба ние да делуваме. Значи, ние даваме и предлог, постапка една, која што на некој начин ја започнавме со самиот Конгрес. Значи, ние во Република Македонија имаме проблем со нелегитимна власт, која што склучува ништовни договори. Дека се ништовни, не е тоа ние да го тврдиме само, туку ние се аргументирано тоа го образложуваме и се повикуваме на веќе познати, востановени, утврдени и прифатени од целиот свет меѓународни договори кои што ги пропишуваат нормите според кои нешто се почитува, треба да се почитува како право, како норма, кое што важи за сите народи и за сите земји и држави во светот, вклучително, значи, и највисоките договори, така да кажам, и конвенции, и декларации, и повелбата на Обединетите нации, кои што ги вклучуваат сите тие неотугиви, задолжителни права и норми. Според Виенската конвенција, тоа ќе го прочитам и во соопштението е образложено. Значи, што значи нешто да е ништовно, односно, што значи ништовен договор. Значи, тоа е според Виенска конвенција за договорно право од 1969 година, која што е на сила, која што е главна конвенција на која што се повикуваат сите кога станува збор за склучени, особено меѓународни договори, и кога треба да се утврди нивната валидност. Значи, со Виенската конвенција се пропишуваат многу работи што се однесуваат на договори, склучени меѓу билатерални, например, или повеќе мултилатерални, како, во кои услови тие важат, под кои услови не може да важат, под кои услови може да се раскинат, под кои услови, значи, можат да се прогласат за невалидни. И во тој дел, значи, и делот, односно членовите на ова Виенска конвенција, според кои договори се прогласуваат за ништовни. И тоа сега ќе го прочитам уште еднаш, затоа што нашиот став на народот и од Конгресот, кои го содржат самите одлуки што се донесени, усвоени со акламација, и врз основа на кои, односно кои што ќе ги доставуваме до надлежните инстанци, за да си го решиме нашиот проблем, а тука пишува во насловот дека ослободувач и спасител на Македонија е само и само македонскиот народ.